Добро утро за доктор Ирина Бухова, директорка на Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Добро утро за вас. Доктор Бухова, ајде прво, вие сте со маска, јас сум без маска. Имаме овдека 2 метри стојание, студио е прилично големо, ама вие велите заради протоколите кои што важат за затворен простор. Што значи тоа? Тоа значи дека за сите настани или организирана работа во затворен простор, постојат протоколи кои ја регулираат таа работа. Во затворен простор, каде што има повеќе вработени личности, обавезно е носење на заштитна маска. Доктор Бухова, овдека сега, ако имавме по еден тањер со мезе пред нас, немаше да носиме заштитна маска, наместо студио ќе се викаше ресторан. Што е помал ризикот во рестораните, отколку во телевизиските студија, кај што имаме 2,5 метри растојание? Така, има 2,5 метри, меѓутоа ова е простор во кој се извршува работа. Па протоколите за заштита меѓусебна, никој не може и не смее да ги изложува вработените на екстра, не зборам во моментот дека се изложени, гледам со какви услови вие располагате. Сите носат маски инаку од персоналот, така што чекав, само јас овдека се обидувам да. Додека чекав ги видов дека од девојчето што не пречека, па сите со кои дојдовме во контакт носат маски. Така да протоколите за изведување на работа, настани или било какви активности во затворен простор се прецизни и бараат одредени исполнувања. Денеска британската влада, ако не се лажам, или вчера, или можеби за утре планираат, ќе дадат препорака за незадолжително носење маска. Се укинува носењето маска, а тоа е инаку ситуации со низа други земји. Ајде сега вие сигурно подобро ги знаете тие работи од мене. Ние остануваме и понатаму на препораката за маски во затворен простор, во продавници, во сегдека каде што треба да се дојде во поблизок контакт? Видете вака, состојбата со пандемијата беше и се уште е нова и тоа е жива материја која има своја динамика. И кај нас имаше некои препораки кои се донесоа пред 2 години, затоа што на 26 февруари пред 2 години беше првиот случај кој го имавме во државата. Неверојатно ништо се поминавме за 2 години. Така Мислам, човек кој ќе се присети, тоа е стварно една страшна една ситуација, ама така е. Помалку и навикнавме, можеби и затоа овие прашања се следуваат. Што правиме понатаму? Видовме се соочивме со секакви ситуации, со многу црни бројки од кои не можеме да бегаме, така да жива материја и трпи измени во однос на препораките. Ги следиме сите тие измени, различни се во различни земји. На тие состаноци на Комисијата за заштита на население од заразни болести многу детално се разгледуваат, посебно бројките кои се однесуваат за нас. Ги следиме сите измени што се надвор, укинување на маски, укинување на дезинфекција или на држање на растојание, меѓутоа, се уште ситуацијата кај нас не го дозволува тој, во наводници да речеме, луксус. Нашиот процент на вакцинираност е тој што е. Дали и како... Кој е во моментов? Како? Надминавме ли 50-тина? 48, мислам дека беше последната бројка за која јас сум информирана, меѓутоа, таа бројка не ни дозволува многу комоција и затоа се уште мислам дека кај нас ќе бидеме едно известно време обврзани на... Подолго отколку други држави. Повторно ќе повторам, сите ги носат измените на препораките нивни во однос на нивните услови. Нашите услови, кои меѓу другото и процентот на вакцинираност, не диктираат, не ни дозволуваат таква слобода на однесување. Градоначалникот на Охрид Пецаков најави дека ќе ве тужи заради вашите изјави во однос на неговото однесување за време на водици. Опасно ги е тоа што го прави Пецаков, не говорам сега само за Пецаков, него воопшто, бидејќи има една политика, гледам и тоа дури сега тоа веќе зависи од кој стручњак како ќе разговарате, што побрзо се прошири омикрон, тоа по-рано ќе престане заразата. Наоѓате во таа стратегија некаква смисла или сепак сите што се констатирани заразени мора да седат дома? Вака. Да не ги банализираме некои работи, ова што сега го зборите вие е ставено во закон.
во октомври 2020 година однесувањето на лица кои одат на тестирање и нивното однесување до добивање на резултатот од тестот и понатамошно, во зависност нели од тоа дали е тестот позитивен или негативен, е ставено во членот закон. Зарем треба сега да си дозволуваме да толкуваме закон? Сакате да кажете ова што Пецакови се заканува со тужба, нема од ваша страна никаква лична како да кажем основа, туку се Член работи за 28 во Закон за заштита на население од заразни болести токму ја толкува, ја пропишува уредбата која веќе сите медиуми ја пренесува. Значи, лице кое оди да се тестира на ПСР тест за идентификација на SARS-CoV-2 вирус е задолжително да седи во самоизолација до добивање на тестот, на резултатот од тестот. Во зависност од резултатот, таа самоизолација преминува во домашна изолација и медицински надзор регулирано со решение од ДСЗ. Значи од моментот на тестирање треба да се седи дома. Така е. Ја поддржувате ли оваа препорака за скратување на деновите за изолација од 10 на 7? Се очекува ли тоа, ќе помина ли тоа неделава? Какви ви се информации? Така, значи, повторно ќе се вратиме на тоа што го кажав, ова е динамика, нели, во зависност од тоа какви услови се диктираат во моментот, бидејќи ова го зборам од аспект на присуство на омикрон сојот, кој има малку поинакви специфичности во однос на делта сојот. Не значи дека делта не е присутна. Меѓутоа, воколку во една средина омикрон сојот е тој што преовладува, а за него важи дека неговата вирулентност, присутност во организмот, клиничка слика е скратена во однос на претходните соеви, тогаш да, и најверојатно, не најверојатно, туку комисијата ја го предложи скратувањето на изолацијата до министерот, препораката понатаму мора да се преточи нели во одлука на главен кризен штаб и влада. Денеска имате штаб, односно комисија на кој јас денеска прочитав дека наводно денеска утре. Зашто ќе разговарате, ја следите ситуацијата или има некаков вореден дневен ред? Тоа е прво, се следи ситуацијата во последните 15 дена, нели? Так. Бројките кои ги добиваме на дневна основа, Институт за јавно здравје тоа го преточува во табели кои се многу битни за донесување на одлуки, а секако има и барања од одредени правни субјекти кои се разгледуваат. Се што ќе стаса до комисијата се разгледува. Доктор Букова, јас знам дека вашата функција не е таа која што треба да, како да кажем, да советува на опуштање. Напротив, вие дури по должноста што ја вршите на својата функција, треба нон-стоп да предупредувате и така натаму. Но сепак, влегуваме ли во некаква завршна фаза од оваа непријатна приказна со пандемијата под услов да не се појави нов сој? Дали може да очекуваме ова платоизирање на овие бројки кои и во Македонија почна да растат, на други места се во фрапантни, да кажем, порасти? Дали можеме во текот на овој месец, можеби почетокот на идниот, да очекуваме некакво платоизирање, а потоа и пад на тие бројки? Бројките што ги гледаме на дневна основа се тука од 2 до 3.000, што не сме надминале, не сме дошле до бројката од 3.000. Како одат бројките, очекуваме дека сега би имало едно плато, кое ако не се појави нов сој, би очекувале сите дека во раните пролетни месеци или некаде до средината на годината, да ова преминува во некоја помирна фаза. Така всушност се и препораките од сите еминентни вирусолошки центри, сите епидемиолози на секаде во свет имат истата прогноза, меѓутоа секаде постои таа резерва воколку не се појави нов сој. Добро, ама ова што го говорите од и вие сега ја отеравте приказната до средината на оваа година. Јас говорам дали може февруари нешто се очекува. Значи ние ќе си останеме под маски, дистанци, ПСР текстови, карантини дома 7 дена, доколку ова ситуација продолжи се таму негдека до април, мај, јуни? Значи, кога би знала да кажам кога нема да биде ситуацијата ваква или кога ние би биле без маски, мислам, преамбициозно е тоа. Меѓутоа, ќе се ориентираме према дневната состојба.
Бројките ги гледаме секој ден. Ке не ориентира како ќе биде во наредните 2 недели и дали ќе оди кривата нагоре, ќе го држи платото или ќе се спушта надоле. Тајната тука сепак е оптовареноста на болниците. Така. Затоа што гледаме дека јас на вистина, јас дури да ви кажам право, јас сум 3 пати вакциниран, се чуваме колку што можеме, меѓутоа човек веќе апсолутно ја речиси и да не може да биде во друга ситуација освен да очекува само кога ќе се зарази со омикронот. Но гледаме дека тоа дури асимптоматски поминува во многу голем број на случаи. Каква е проценката и на здравствената комисија околу оптовареноста на болничките легла со овој пораст на бројки? За сега се држи некако здравството. Овој бран го ставя акцентот на примарната здравствена заштита. Преоптеретени се општите матичните доктори и секундарната до некаде, додека слободни болнички кревети да има. Не е оптеретено терцијарното здравство. Меѓутоа, воколку бројките растат на примарно ниво, колку и да е мал процентот на хоспитализации, еве нека и 2%. Затоа е и таква, да речам, условно речено, паниката во другите земји каде што бројките се високи. И 2% да е хоспитализација од 30.000 позитивни, зборам, нели? Да, за некои генерално, за некаде, тоа е голема бројка. Кај нас од 1500 и 2% да е во овој момент болничките капацитети не се преоптоварени и не бараат спроведување на други мерки. Меѓутоа, системот е припремен, се припрема и за евентуално такво сценарио. Каква е состојбата помеѓу здравствениот кадар? Имаше една најава дека е направена студија, и јас еден од професорите кои ја правеа студијата дури пред Нова година се обидов да го донесам овдека за големиот замор на здравствениот кадар и трошењето на таа, да кажем, професија околу пандемија. Со македонската здравствена ситуација, како се однесуваме, каква е вашата проценка дека Заморот е евидентен, некој кој е во употреба, грубо кажано, 2 години, без одмор или одмор од 15 дена кој не може да го... Ама тој е само еден дел од здравствените Така. работници, не се тоа сите, дури Зборам можда помал да за говориме. здравствените работници кои се ангажирани во ковид центрите. Друг момент е инфекцијата реинфекција по втор пат или по прв пат на здравствените работници кои се вклучени во овој процес на лекување на нашите сограѓани. Меѓутоа, затоа има шема на ротирање и испраќање на персонал од други клиники во ковид центрите, така да тоа се субституира према потребите. Доктор Вукова, да ве прашам, бидејќи се приближуваме кон крајот, како вие ги разбирате, па дури некои своји колеги, иако нивниот број веројатно не е голем, но како гледате на овие луѓе кои што се уште одбиваат да се вакцинираат? Еве, го почнавме разговор со тоа дека веројатно само половината од населението ни е вакцинирано. Од друга страна, 81% од случаите, ако е таа статистика се уште важечка, а е од пред некоја недела, на оние кои што имаат смртни последици, па дури на оние кои што завршуваат во интензивните неги, се луѓе кои што немаат примено вакцини. Како гледате на тоа? Еве, после 2 години од пандемијата. Ако ме прашате за мојот личен став према медицинари, доктори кои не се вакцинирани, јас би била многу ригорозна. Не може доктор кој завршил медицина да биде антиваксер или да измислува причини зошто не се вакцинирал. Значи, тој не знае медицина. Меѓутоа, немаме законска форма кога тие луѓе би биле санкционирани. Ке повторам, секој што знае медицина не може да има релевантен доказ против вакцинација од било која болест. Доктор Бухова, водите некоја постапка во моментов кој е од интерес за јавноста, некаква инспекција, некакви завршување на постапки, со тоа да завршиме? Има нешто што би било вест во таа област, а не сум ме прашал? Не, немаме таква ексклузивна вест. Се води на дневна основа. Државниот санитарен и здравствен инспекторат ја врши својата работа, постапувајќи по сите 23 закони кои се во наша надлежност. Доктор Ирина Бухова, директор на ДСЗИ. Ви благодарам за утринско брифирање.